Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе се осврнеме на младинската керамичка работилница. Имено на 26 овој месец во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево беа изложени сите дела кои што беа изработени ова лето во младинската керамичка работилница. Исто така ќе се подсетиме и на разговорот што тогаш на почетокот од оваа работилница го имавме со професорот Гоце Стоилковски, како и со мајсторот по керамика господинот Слободан Столески. Исто така, во ова издание на Акцент ќе проследите и кратка репортажа околу гостувањето на детскиот фестивал Златно славејче во Кичево. Акцент започнува. Следете не. Во Кичевското село Вранештица летово беше организирана втората поред младинска керамичка работилница. Еве што тогаш на почетокот на работилницата ни изјавија професорот Гоце Стоилковски и мајсторот Слободан Столески. На 12 километри од Кичево, овде во селото Вранештица, се наоѓаме во мајсторската работилница на мајсторот Слободан Столески, мајстор по керамички производи, а поводот е тоа што овие денови до 27 овој месец, значи до недела, ќе се одржи втората поред младинска керамичка работилница. Веднаш до мене тука е и мојот прв денешен соговорник, професорот Гоце Стоилковски од државното училиште од Скопје Лазар Личеновски. Професоре, вие сте втора година чинам, нели, тука заедно со грнчарите, со сите оние кои што се дел од оваа младинска грнчарска работилница. Благодарам на поканата, на одзивот што се озвавте за да не почестите со ваше присуство на отварањето на втората младинска керамичка колонија. Така, сакаме ве на почеток да се осврнеме токму на тие некои почетоци, нели кажав дека ова е втора поред, инаку е во целосна организација на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево и секако со поддршка и како проект поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Ова значи е втора поред керамичка работилница. Што точно опфаќа? Значи што точно ќе се работи овие неколку дена овде во мајсторската работилница на мајсторот Слободан Столевски и дали е од прилика програмата иста како и она што беше минатата година? Да, пред се вака програмата ќе си остане горе-доле иста. Сакаме да опфатиме автентични грнчарски производи со можеби мала, како да кажам, изместување, деформација некоја мала, но да бидат пак во некоја функција како нели оние старите грнчарски предмети и да бидат во со еден нов дизајн, современ дизајн и се надевам дека деца и оваа година ќе направат доста успешни работи како и минатата година. Да, може еве да споменеме нешто околу самите учесници, бидејќи насловот нели сам ни кажува дека е младинска керамичка работилница. Кои возрасти на младинци тука ќе бидат овие 2-3 дена? Тука ќе бидат, значи, проектот опфаќа младата популација, средношколци. Се надевам дека понатака можеби ќе прерасне и во поголема традиција, па можеби ќе вклучиме малце по мали возрасти на деца, можеби малце поголеми, но сега за сега е вака. Значи, вклучени се ученици од културниот дом Кочо Рацин од Кичево и деца од средното уметничко училиште Лазар Личеновски од Скопје. Така, може ли еве сега нешто повеќе
повторно околу самиот начин на работа тука. Го споменавме и мајсторот Слободан Столески, тој веројатно ќе им биде и од стручен аспект, од практичен дел како треба да се изработуваат тие керамички производи. Вие секако сте тука и од вашиот стручен дел како професори заедно со професорот Јован Наумовски. Минатата година мислам дека по почетокот на септември некаде беше, имаше изложено потоа во изложбениот салон во Центарот за култура во Кичево, она што го има сработено учесниците на првата младинска керамичка работилница. Дали ќе биде истиот пример и оваа година? Да, ќе биде истиот пример и оваа година. Посем завршувањето на сите предмети, ќе се прави изложба, мислам дека е закажано околу 10.9.2016. Што се однесува до самата изработка, како што кажавте, мајсторот гранчар Слободан Столески ќе ги изработува предметите на гранчарското колце и после тоа децата нели ќе ги декорираат, ќе ги глазираат, енгубираат и на крај последна фаза ќе биде печењето во фурната тука, после можеби ако ја снимате. И на крај последно ќе биде завршната изложба, како што кажав, на 10.9.2016 година. Има ли интерес помеѓу младите? Ова е секако, знаеме, еден од постарите занаети. Сега можеби не е толку популарен за да обстојува на повеќе региони низ нашата држава. Вранештица како село е познато по гранчарството и по изработката на керамички производи. Како може да ја анимираме помладата популација да се врати на овие некои интересни и навистина квалитетни занаети? Освен се разбира и овој начин кој што овие денови ќе се работи тука со такво вклучување на младата популација, што друго препорачувате вие како професор да се анимира таа помлада популација? Ако не друго, барем да се запознае, па можеби и од тоа ќе се развие одредена љубопитност да почне и да се работи. Па знаете, средното уметничко училиште го има одсекот нели керамика, кој што за жал во последниве неколку години малце затаи со такви кадри, но пак има деца се запишуваат, се трудат и мислам дека во последно време почнува да се раѓа пак некоја љубов према керамиката од самите ученици. Дури има веќе некои наши ученици се заминати негде на страна да учат на факултети, академии и такви ствари. Што би сакал друго да додадам? Значи, целта на овој проект, нели, со Министерството, како што кажавме пред малку, и со ова автентична работилница гранчарска, сакаме пак на некој начин да заживее она што кажавме, дека керамиката во Македонија остана уште во ова село, во Вранештица. Се работи, мислам, поактивно, за разлика од многу други места во Македонија, што е многу жално на некој начин. Така, јас сега разговорот, почитувани гледачи, би сакал да го продолжам со мајсторот Слободан Столески. Тој е веднаш тука до мене, до неговото работно место, така кажано, до неговото колце од кој што излегуваат навистина голем број на убави и квалитетни керамички производи. Господин Столевски, чест ни е прво што како телевизиска екипа сме почестени да бидеме тука заедно со вас на почетокот на младинската гранчарска работилница, керамичка работилница. Да ве запрашам какво е чувството кога работите вака со помлади ученици, дали кај вас се раѓа таа еден момент да им покажете што точно значи овој занает, па можеби и еден ден да бидете и колеги со некои од овие млади деца. Благодарам до поканата и присуството што дојдовте во нашата работилница да ја посетите и да видите што се производи ги изработуваме. Ова е втора година поред во мојата работилница, кај што се изработуваат разни предмети, децата кои после ги декорираат, ги цртаат, ги глазираат и сите тие други работи. И има многу заинтересирано деца што сакаат, например, овој занат да го научат. Занаат е кој на изумирање, а е на
стар занет, уште во нашето село не се памети од кога се работело таа грнчаријата, уште печките наши се уште од старото железно време и традицијата задрживме ние тука. Во нашето село има околу 15 грнчари што работат се моментално, иначе во времето биле многу повеќе што работеле, претежно скоро имаше негде околу 80-тите години и 100 грнчари што работеа со таа, ама со тек на изумирање, старите изумреа, младите не го сакаат да го работат занаетот, а младите се заинтересирани. Ланската година имаше доста заинтересирано деца што беа стварно заинтересирани за овој занет и со чев, со душа, со срце ги работеа предметите што им изработив ја и после тие самите ги декорираат, самите ги цртат и така. Ете и минатата година, значи за прв пат беше исто во вашата работилница, младинската керамичка работилница. Кажете ми колку производи минатата година излегоа од таа работилница со учениците и колку планирате оваа година? Ланската година беа 15 деца и секој дете имаше например од 2 до 3 предмети кои изработија и на крајот после кога и испековне ние ги спремаа тие производи, имаше две изложби. Едната беше во Домот за култура Кочурацин, а другата беше во Средното уметничко училиште во Скопје. И тие предмети останаа таму и се чуваат тие во депото. Сега годинава ќе се договориме колку предмети ќе бидат изработени, што како зависи од децата, пошто тие децата дизајнот е нивни од децата. Тие ги цртат, јас само ги им изработувам тука и после повторно тие си ги работат самите. Замислата нивна е тие што го замислиле предметот, не јас што су го замислил предметот. Така, сега едно лично прашање еве до вас. Колку време вие се занимавате со овој занает? Дали може би е некое наследство од татко, од дедо или почнавте први вие од вашето семејство? Па да, наследство е уште, например, од старите дедови, например, татко ми работеа после, а иначе од мали нозе, уште од 7-8 години, прв пат седнав, например, на тоа грнчарското колце. Дедо ми имаше едно мало колце и така тие уште ко мали деца не интересираше, пошто дома се работеше тој занат, татко ми работеше. И имав волја за таа работа, интересно ми беше, пошто е уметничка работа, не е нешто ти дава, например, опуштеност, не си, например, не онаден депресиран нешто ти работи, него самото изработка на предметот те опушта. И во времето викаше еден тука, вика затоа се викат ума, например, умата е врзана со умот и се изработуваат така предметите, зависи што предмет ќе се изработува и така. Што очекувате од овие неколку дена со младинската керамичка работилница? Верувам дека и времето ќе ви се погоди, освен овде внатре, во внатрешни услови, нели потоа треба обработка, печење, сушење и така натаму. Очекувате успешно да заврши, бидејќи гледам дека веќе полека се собираме ова утро, професори, ученици, па може би и некој од селото ќе дојде и да наблюдува што го интересира. Што очекувате еве овие 2-3 дена тука? Па ланската година беше многу добро, успешно, пошто например прва година за почеток сите се плашевне да испадне вака, да испадне така, ама на крајот испадна многу добро, што стварно се изработија добри предмети и сите беа и посетителите што видео изложбата беа стварно задоволни. И тука што видеа тие луѓето интересно им беше како децата работат, малце се временските услови се жешки за денеска, ама добро ќе се снајдеме некако кој под сенка, кој под на сонце и така. Важно битно е да се сработи тоа што е планирано и да биде успешно завршено таа работа. Еве уште еднаш додека е тука професорот би сакал да го запрашам. Професоре, да ги споменеме и сите оние останати соработници кои што ќе работат со вас и со мајсторот овие неколку дена тука во Вранештица, кој се ќе биде вклучен тука? Значи тука ќе бидат вклучени деца од културниот дом Кочо Рацин, од ликовниот клуб на Кочо Рацин и децава од Средно уметничко училиште Лазар Личиновски од Скопје. И од твоите колеги кој се ќе биде вклучен? И од моите колеги ќе бидат вклучени Јован Јовановски, професор во Средно училиште тука во градот Кичево, и мајсторот Слободан Столевски, што ќе ни биде грнчар на колонија. Јас еве ќе ви посакам многу успех овие неколку дена и се надевам дека кога ќе имаме изложбата над производите кои што ќе бидат изложени
токму од тие производи нели што ќе произлезат од тука, ќе биде навистина интересно да погледнеме што е и се надевам дека она како што рековте и вие наредната година да се надеваме дека Министерството за култура уште еднаш ќе го поддржи, бидејќи навистина е ова интересна работа, еден интересен занает кој што за жал рековме и констатиравме дека е занает во изумирање, меѓутоа еве со вакви настани, со вакви случувања, сите заедно ќе се обидеме овој занает да не изумре, односно да го покренеме на едно повисоко ниво. Благодарам уште еднаш и ви посакувам многу успех. Да. Ви благодарам и јас на вас за поканата што дојдовте ова утро во село Врнештица заедно со нас и со учениците. И благодарам уште еднаш до Министерството на културата на Република Македонија, до домот на Кочо Рацин во Кичево и до школото, до средното уметничко училиште Лазар Личеновски. И благодарам уште еднашка и ова да биде, како да кажам, како еден апел до цела македонска јавност, па дека да се потрудиме сите заедно овие занаети што се во изумирање да ги на некој начин да ги промовираме и да ги вратиме пак во оној правобитен сјај што го имале пред тоа. Благодарам уште еднаш. Јас би сакал еве ова денешно наше јавување од селото Вранештица да го завршиме со еден кадар. Ќе го замолам снимателот, значи да го завршиме со кадар каде што мајсторот веќе е на својата позиција и започнува со работа за оваа втора младинска керамичка работилница. Над 50 изработки од учесниците беа представени пред кичевчани во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево. Овој проект, кој што во својата суштина е едукативен и креативен, ги запазува сите етапи на создавањето на уметничкиот продукт се до неговата презентација. Проектот има за цел да допринесе за културна дисперзија и развој на руралните средини, а најмногу за опстанокот на оваа автентична традиција, а со тоа и поголем културен и економски развој на општината. Еден од поголемите проекти кои што Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево ги имаше реализирано изминатиот период, беше и втората поред младинска керамичка работилница, која што неколку месеци се работеше во ова лето во прекрасното село Вранештица, село кое што исто така е познато по грнчарството, односно по грнчарскиот занает. Токму за овој проект, за младинската грнчарска работилница, разговарам со господинот Игор Стојановски, координатор за програмски активности при Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево. Господине Стојановски, што точно се случуваше изминатиот период со оваа работилница и кои други беа учесници во самата организација, се разбира нели под покровителство и на Министерството за култура на Република Македонија? Пред се добро вечер на сите гледачи. Младинската керамичка работилница која е под покровителство на Министерството за култура во организација на Националното установа Центар за култура Кочо Рацин Кичево, а во соработка со Средното уметничко училиште од Скопје Лазар Личановски. На оваа работилница учениците од нашите средни училишта и учениците од Средното уметничко училиште Лазар Личановски изработија грнчарски дела кои што се изложени оваа вечер. Господине Стојановски, на ова втора поред младинска керамичка работилница, колку учесници учествуваа и колку дела направија тие дела кои што вечерва се изложени овде во изложбениот салон на Центарот за култура? Оваа година учествуваа 13 учесници и направија некаде околу 50 на дела. И добро е што ова работилница со тенденција да прерасте во традиционална работилница и секоја година има се поголем интерес од страна на учесниците, на младите лица. До година очекуваме поголем број на учесници и секако поголем број на дела на младинската керамичка работилница.
Младинската керамичка работилница се реализираше во селото Вранештица во грчарската работилница на мајстор Слободан Столески. Најголем дел од керамичките производи се изработуваа на ножно грнчарско колце во најразлични форми. Она што е многу важно за овој проект е тоа дека учество во него зедоа млади луѓе на возраст од 13 до 18 години. Веднаш до мене се и двајцата директни учесници на Младинската керамичка работилница, луѓе кои што навистина многу допринесоа овој вид на занаед, уште повеќе да се афирмира, бидејќи ќе поразговараме со еден од моите соговорници. Во последниве години наназад овој занаед беше прогласен како еден занаед на изумирање, меѓутоа еве полека многу луѓе се вклучуваат во овој проект и со тоа наговестуваат дека истиот нема да изумре и дека можеби ќе продолжат да го негуваат и некои од помладите генерации. Веднаш до мене од мојата десна страна е магистар Јован Наумовски, еден од луѓето кои што директно беа вклучени како ментор на учениците кои што беа учесници на втората поред Младинска керамичка работилница. Господине Наумовски, која е вашата оценка? Еве сега имаме пред нас дела кои што ќе ги видат кичевчани. Како ја оценувате ова втора поред керамичка работилница? Дојде ли до она ниво кое што вие го замислувавте за оваа година? Значи, ова керамичка младинска работилница, за разлика од првата, малку понапредна. Бројот на учесници остаа низ. Соработуваме со средното државно уметничко училиште Лазар Личеновски и ликовниот клуб при Центарот за култура Кочораци. На оваа изложба беа ангажирани 13 деца, од кои дел беа од Лазар Личеновски, дел беа од ликовниот клуб при Центарот за култура. Имаме овде најразлични форми на изработки. Дали можеби вие како ментор им сугериравте што да изработуваат или можеби има некои дела кои што и самите деца ги предложија при изработката? Значи, како ментор морав да им сугерирам за видовите на форми што ги обработуваат, иначе идејата на овој проект е од традиционални предмети, значи традиционални македонски керамички предмети да се направат помодерни форми, како што може да забележите на поставката на самата изложба. Имаат и дела што самите деца со своја иницијатива си направија своји креации, без менторство кон нив. Така, човекот кој што ги гледаше сите овие изработки, им помагаше исто така на учесниците. Веднаш исто до мене господинот Слободан Столески или мајсторот Слободан Столески, човек кој што долги години се занимава со грнчарскиот занаед и го негува она што го кажав и на почетокот, да не изумре, да може и понатаму да имаме ваков тип на изработки, не само за изложување, туку и за домашна употреба, бидејќи знаеме што значило во минатото да се имаат ваквите предмети и во домашни услови. Господин Столески, сите овие работи беа изработени во вашиот дом, во вашата работилница во селото Вранештица. Како вие го гледате ова второ поред издание на ова Младинска керамичка работилница? Добро вечер и поздрав до телевизија Мега. Ова втора работилница годинава беше, може да се каже, дека поуспешно од првата, пошто првата не беше прва работилница и малце потешко. Него вториот дел сега деца беа позаинтересирани и има нови креации према од ланската година што беше. И делата се гледаат на дело се тука, сите се интересни дела кои самите деца ги цртаја, ги изработува и тие ги слика, ги онадеа и така за да извадиме на добри предмети кои ќе се користат и во домаќинството и во модниот дизајн и така натаму. Постои ли интерес кај младата популација за овој занаед? Видовте ли можеби во некој од тие 13 ученици, учесници кои што беа дел од оваа втора поред Младинска керамичка работилница, видовте ли некој талент кој што навистина може многу да допринесе во развојот на овој занаед во иднина? Па да, оваа година, например, сите деца што беа за прв пат, например, седна да пробаат на грчарското колце, да осетат, например, глината, движењето, например, на глината, на тркалото, како се работи тоа. Едноставно, ако ќе гледаш, ако од страна гледаш, се гледа, например, дека е многу едноставна работа за изработка. Ама ако ќе седнеш на грчарското колце да го работиш, не е тоа исто.
И децата беа многу задоволни и се гледаат, например, делата, стварно, например, ги изработија во најдобар начин. Така, господине Наумовски, дали може би еве во иднина, доколку се разбира, сите посакуваме ова работилница да стане и традиционална, да веруваме дека и Министерството за култура и понатаму ќе го поддржува овој ваш проект и проект на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево. Дали може би еве размислувате да поканите учесници и од други градови од нашата земја, еве да речеме и од градови каде исто така се негувало гранчарството, ама може би и некој каде што воопшто немало допирна точка, па еден вид на запознавање со овој занает, така може би повеќе ќе се агитира во позитивна смисла на зборот за овој занает. Па со текот на проектот, самиот проект ќе почне да се развива и би требало да имаме и соработка со други градови, односно други средни училишта, со нашиот ликовен клуб или други ликовни клубови што се под национални институции, тоа оставаме отворена врата за комуникација. Еве и самиот јас во разговор кога течеше керамичката работилница, му реков на мајстор Слободан дека ја би се заангажирал да го научам овој занает, тако мојата основна бранша е скулптурата, ама е доста различно во изработката на керамиката. Мислам, глината може да се изработува и скулптури, ама не е истиот процес на изработка на скулптура и керамички производ. Значи, за тоа треба тептен вешти раци и добро познавање на самата глина, односно ума. Така, господине Столески, што би им порачале вие еве на младите да земат учество, сигурно да ги поканиме и на здравје Боже до година на третата поред младинска керамичка работилница, на кој начин еве вие би ги привлекле преку овој наш разговор? Па ја би им порачал сите заинтересирани што се, например, што имаат мерак прво за да работат со глина, слободно, например, нека се пријават во ликовниот клуб или лично, например, кај мене се пријава за нареднава година, за да бидат и тие вклучени, например, да бидат дел од изработката на тие време. Годинава имаше, например, деца од тие што беа од Лазар Личеновски од Скопје, за прв пат имаше од Куманово, од Скопје, и така да тие беа стварно многу за изненадени, пошто учеле, например, тие за за дизајн на дрво, а со самата глина изработката вика тоа е нешто друго. И тие беа многу заинтересирани и рекол дека доколку се одржава наредната година, па има дека ќе бидеме и ние повторно присутни на таа. А сите што се заинтересирани слободно нека се јават, нека дојдат. Јас ви благодарам и на двајцата што зедовте учество во вечерашната емисија и верувам дека пред кичевчани ова навистина вечерва ќе биде извонредна можност да ги прикажете сите тие дела, сите креации кои што произлегува од втората поред младинска керамичка работилница со најава еве дека до година повторно ќе се видиме. Да, се надеваме дека и до година Министерството за култура ќе овозможува младинска керамичка работилница, односно мал поттик да овој занат што кажавте вие дека е во изумирање, малку да се доведе до младата популација да се работи. Младинската керамичка работилница се очекува да прерасне во светски познат бренд од областа на културата и уметноста, со што ќе се презентира нашата грнчарска традиција во село Вранештица и целиот Кичевски регион. Пред многобројната детска публика во големата сала на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, втора година поред гостуваше караванот на детскиот фестивал Златно славеќе. Овој реномиран детски фестивал е единствениот кој се одржува веќе 46 години. До сега караванот го имаат посетено голем број на деца низ Македонија, а во Кичево ова беше нивно второ гостување, при што и најновите песни, но и оние најпознатите по кои децата го препознаваат овој фестивал, беа запеани од хорот на Златното славеќе заедно со сите присутни деца во салата.
Во пресред на 46-тото издание на најреномираниот детски фестивал во нашата држава Златно славеќе, кој што ќе се одржи на 16, 17 и 18 ноември оваа година во Скопје. Втора година поред караванот на овој реномиран фестивал веќе започна да оди да ги посетува сите градови и со најпознатите хитови да ги развесели дечињата во сите градови во Република Македонија. Мој соговорник е господинот Бобан Јосифовски, директор на фестивалот Златно славеќе. Господин Јосифовски, денес сте во Кичево, втора година поред, бевте и минатата година. Кажете ми што точно представува овој караван кој што верувам дека скоро сите градови ќе ги посетите во она што рековме пред вечерието на одржувањето на 46-тото издание. Па вака, Златно славеќе ќе почнам со нашата химна за сите деца. Тоа значи дека Златно славеќе фестивал за сите деца и сакаме не само дечињата во Скопје да бидат дел од фестивалот, значи имаат привилегија да бидат посетители, туку сакаме и оние дечиња што се надвор од Скопје да бидат дел од Златно славеќе, да се дружиме заеднички, да ги пеат песните и од тие причини сакаме да буквално правиме една прекрасна мисија на детската песна, за популяризација на македонската детска песна. Така да благодарение со нашиот работник со години, тоа е Вива Сокчиња, не само што деца пеат, туку ете им даваме и подароци, помагаме на некои хуманитарни институции, колку можеме во сите тие градови, така да еве во Кичево сме сега, бевме во Тетово, Гостивар, Кавадраци, Неготино, Делчево, Македонска каменица, Радовиш, во Прилеп сме сега во петок, така да еве тоа е за оваа година. Голем број на градови на пролет повторно продолжуваме, така да мисијата продолжува. Така, 46 години успешно се одржува овој реномиран детски фестивал. Многу денешни наши познати музички звезди своите први чекори во музиката ги направиле токму како деца на Златно славеќе. Како е да се биде на чело на овој фестивал после 45 години обстојување? Сигурно дека голема е честа, меѓутоа и одговорноста. Па точно, дека што велите дека е навистина голема одговорност и ние се трудиме да сето тоа го задржиме таа традиција, да го задржиме тој висок рейтинг што го имаме, навистина еден бренд е во нашата држава и се надевам дека имаме прилика да имаме навистина голем број на посетители, деца се радуваат не само од Скопје, туку од цела Македонија, што е за нас една голема обврска и радост, едноставно тоа е за. Така, она што го најавивме, значи на 16, 17 и 18 ноември оваа година, 46-тото издание, што ќе понудите оваа година, колку нови песни ќе бидат презентирани и што да им порачаме на сите деца? Па да, годинава е за 20 на дена, 17, 18 и 19 ноември, во ВИП арената, ќе биде 46-тото издание Златно славеќе, има нови 15 композиции, имаме прекрасни гости, ги поканам сите да дојдат да се дружат со славичињата. Навистина, мислам, фестивалот е едно посебно доживување и се надевам дека е отворена покана до сите од цела Македонија деца да дојдат со нивните родители да бидат дел од оваа магија наречена Златно славеќе. Ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од нашата емисија и се надевам дека успешно и понатаму долги години ќе обстојува и ќе од овој фестивал ќе произлегуваат уште многу детски хитови. Благодарам на вас. Голема беше радоста и среќата на лицата на децата во публиката, бидејќи беа дел од уште една незаборавна детска музичка приказна. Ова иницијатива на караванот на Златно славеќе со огромно задоволство ја прифати и компанијата Vivax, која за сите деца во салата им приреди сладки изненадувања, подарувајќи им дел од своите сладки производи. На крајот беше испратена покана за 46-тото издание на Златното славеќе, кој ќе се одржи на 17, 18 и 19 ноември во Скопје. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Акцент со нови содржини. Следете не наредниот вторник во 20 часот и 45 минути. Довидување.